Денеска на споменикот на слободата во Кочани се одржа првата младинска активност која е дел од трите приоритети кои ги избраа младите во општина Кочани, работејќи преку фокус групи за младинско застапување на локално ниво. Представници на Младинскиот центар за граѓанско образование денеска го чистеа просторот околу споменикот на слободата, каде преку нивна иницијатива обезбедија клупи и канти за отпадоци. Процесот на реализација на самиот проект е во поддршка на Македонскиот центар за граѓанско образование и Младенскиот образовен форум, финансиран од УСАИД, со тоа што делот од активностите кои што ги реализиравме, а тоа е да се постави урбана опрема на локалитетот пред споменикот на слободата, е обезбедено од нивна страна и дел од општина Кочани. Целта на тоа е да ги вклучиме младите како активни учесници во локалната заедница за да ги подобриме условите на живот како на младите, така и на останатите членови во заедницата. Целиот процес кој што го реализиравме е во рамки на програмата за меѓуетничка интеграција во образованието и младинско учество. Овој тип на активизам значи нема да престане овде, продолжуваме понатаму и покрај тоа што младите има идентификувани 3 приоритети, продолжуваме и со нив, меѓутоа и со нови содржини кои што ќе ги изберат младите за да ни бидат на некој начин водилка за да можеме и оваа година да оствариме некои од посегуваните нивни приоритети. Во акцијата учествуваа представници од Македонскиот центар за граѓанско образование, Младински образовен форум вработени во општина Кочани, ученици од основните и средните училишта, членови на Младинскиот совет. Ние работевме во групи поделени според 3 приоритети. Имавме неколку приоритети кои што ги работевме онлайн, бидејќи беше во текот на пандемијата, и денеска се остварува еден од тие приоритети кој што беше уредување на споменикот на слободата во нашиот град. На почетокот на процесот учениците одредија неколку приоритети: разубавување на локалитетот на споменикот на слободата, создавање рекреативно место за младите во Кочани и креирање на велосипедски патеки. Денес со поставување на урбана опрема и еколошка акција на локалитетот споменик на слободата се реализираше првиот приоритет. За останатите активности ќе продолжи соработката на младите со општина Кочани.